почнуваат уште едни подготовки за светско првенство, долго време си во репрезентацијава, може да се направи една споредба со она што беше претходно и сега, кога ќе има промени, што може да очекуваме? Па добро, сега можеби ова собирање за репрезентацијата, ова престојно светско првенство ќе биде малце видно изменет состав. Многу играчи нема од претходниот собир. Селекторот се одлучи за таков состав. Ние сме тука само еден вид сервис за репрезентацијата кој што служиме, играме, да го даеме најдоброто од себе. Ќе видиме како ќе изгледа овој состав. Можеби, не беше неминовно да се направи едно подмладување во репрезентацијата. Имаме, не знам, неколку, да кажем 15 на 20 дена до почетокот на тоа светско првенство, да се подготвиме најдобро што можеме, па ќе видиме да го покажеме најдоброто светло од нас на тоа првенство. Имаме три добро познати противници со кои што сме играле доста долго, сме имале многу надпревари, со кои што сега ќе се бориме за пласман понатаму. И два противника кои што не сме играле до сега со нив, но и се во нека улога на аутсайдери во нашата група. Што може да очекуваме од еден вако состав на групата? Па добро, групата како група е секогаш тешка, нема лесни противници на светските првенства. Првите два противника не ни се од Европа, Јапонија и Бахрин. Тоа се селекции кои мораме да ги добиеме за да би останале со некакви шанси да се пласираме во тој втор круг. Сега е малце потешка работата за разлика од претходното светско, затоа што три репрезентации поминуваат во вториот круг. Значи ќе мора некои бодови да освоиме со овие три европски репрезентации, но мислам дека за нас најбитно е сега фокусот да биде ставен на првиот меч со Јапонија, да се подготвиме добро за тој натпревар, да го победиме и со едно подобра атмосфера и поголема самодоверба да идеме на другите надпревари. Како што кажавте, за нас горе-доле познати противници на светското првенство, сме играле со сите нив на првенствата и со Шпанија, со Хрватска и со Исланд. Можеби Исланд е најпознат противник. Мислам дека имаме шанси. Сме покажували во минатото дека можеме да ги победиме нив на првенствата, а и со овие останатите селекции се бориме. Но не би сакал сега да прецизирам, да кажувам со резултати или нашето е само да го одиграме, да се бориме на терен, па ќе видиме што ќе се случи. Ова првенство е квалификацијско за влез во оние квалификации за Олимпијадата. Какви се шансите сега кога погледите од денес, од оваа гледна точка за остварување на тие цели? Па добро, сега ја не би размислил премногу за тие олимписки квалификации. Наше е најбитно сега да го одиграме ово првенство, да видиме што можеме да излечеме. Ако ни се укаже шанса за тие олимписки квалификации, секако дека ќе ја земеме, но не би можел сега во овој временски период да кажем за што би се случило за некој одреден период. Наше е сепак да се спремиме за ово првенство, па да видиме со резултатите дали можеме да стигнеме таму. Ништо.